дојдовте, почитувани гледачи. Вие сте на порталот Работник. Денеска имаме интересен гостин. Со нас ќе биде господин Маријан Спасовски, кој што е председател на Пензионерскиот синдикат на Македонија. Уживајте во наредните минути. Господине Маријан, добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдовме. Како сте пред се? Добро, пред се добро, благодариме на прашањето. Задоволни, бидејќи пред 4 дена станавме членка на ФЕРПА. Одлично, супер. Кажете ни, според ваше сознание, како се снаоѓаат пензионерите во нашава држава со корона кризата, односно со социоекономските последици? Што се однесува пак до снаоѓањето на пензионерите со оваа корона криза, значи за неа пред неколку недели дискутиравме еднашка. Тогаш зборевме повеќе на економскиот аспект, меѓутоа сега има една многу загрижувачка работа, тоа е што имаме многу заболувања, односно многу болни пред се и голем број на починати од COVID-19, како многу тешка и болна состојба, со тоа што еве ако земеме последните само 2 дена, значи на 28 и 29 ноември се починати 73 лица, од кои на возраст над 62, односно 64 годишна возраст се 50 лица. Значи односот, односно процентот се движи измеѓу 69 до 71%, што е многу загрижувачки. Така, тоа е во однос на починатите, меѓутоа има и голем број кои што се заразени, позитивни се на тестовите. Тоа е голем број на заразени, односно на болни лица и уште пожалосно е што имаме голем број на починати лица. Така. Сега според вас овие 6000 денари кои што се наменети за пензионерите, оние кои што земаат до 15.000 денари пензија, што мислите во врска со овие средства? Дали се доволни за пензионерите? Па дали се доволни како помош? Секако секоја помош е добро дојдена, нели? Меѓутоа пак ќе повторам, ние баравме скалесто помошта да се подели, да бидат опфатени сите пензионери, значи 324.000 и некаде 800 пензионери, каде што пензионерите до 10.883 денари да добијат по 9.000 денари, пензионерите со пензија до 15.000 6.000 денари и над 15.000 ипак да добијат по 3.000 денари. Значи тоа го елабориравме минатиот пат, рековме дека трошоците за лекарствата се зголемени и потрошувачката и односно зголемениот обем на лекарства кои што треба да се земат, суплементи за одржување на имунитет. На имунитетот доведува до поголеми трошоци. Сега, вие веќе спомнавте дека постанавте членка дел од Европската федерација на пензионери и постари лица, тоа е ФЕРПА. Што значи ова за вашиот синдикат и кои се бенефициите од зачленувањето во оваа организација? Па пред се сакам да се заблагодарам на колегите од поранешните југословенски републики, односно председателите на пензионерските синдикати во поранешните републики, на нивната помош која ни ја пружија. Што се однесува пак до ФЕРПА, тоа е ипак федерација на пензионери и постари лица која брои околу 9 милиони луѓе и посебно би сакал да истакнам синдикатот на пензионери на Италија, СПИ, кои од самото наше формирање ни даде многу голема поддршка и со нивна заложба станавме дел на ова европско семејство. Одлично. Со тоа што во Европската федерација значи се почитуваат слободата и собирањето и издружувањето, членот 11 од Европската конвенција, ние се повикуваме и на членот 37 од нашиот устав на Република Македонија,
така да очекуваме решение и кај нас. Одлично, одлично. Кажете ни сега во врска со скриената инфлација, колку е намалена вредноста на пензијата поради таа инфлација и има ли одредено покачување на пензиите со кое што би се следала таа инфлација? Можете ли во врска со тоа повеќе? Што се однесува пак до усогласувањето на пензиите, значи ние како пензионерски синдикат укажавме уште при самата измена 2018 година дека ако се земе само растот на инфлација, односно трошоците на живот, како се тоа во законот, како е наведено, дека пензиите ќе стагнираат, односно нема да пратат нити скриената инфлација, нити порастот на просечната плата не може да ја пратат. Фактички ќе дојдеме до една стагнација и да не кажам дури и намалување на пензиите. Тоа најмногу се одразува и ќе се одрази секако на најниските пензии, затоа што и ако го земеме последното покачување во август месец оваа година од 0,60%, пак минималното, односно најниската пензија покачена само за толку малку е многу незабележително. Во однос на тоа колку и како се движеле пензиите од 2017 година навака, значи процентот не е некаде околу 6,77% и јануарското адхок покачување кое беше од 722 денари. Меѓутоа секое покачување не ја прати инфлацијата, нити пак поготово скриената инфлација, каде што, например, за минимално покачување во денари имаме намалување на грамажа на одредени намирници кои во однос на претходната фактички доаѓа до покачувањето да биде поголемо него што е потребно. А што се однесува пак до најниската исплатена пензија во октомври месец изнесува 9751 денар. Дали таа пензија е доволна за пензионерите да може да живеат? Не, ако се земе, ние некаде пред 2019 година имавме една анкета колку се луѓето задоволни од пензиите и како со кој износ се располагаат. Така да за таа анализа анкета можеме да зборуваме пак во некоја друга емисија. Трошоците за просечната пензија од 15.428 денари би се движеле некаде во проценти околу 40% за домување, измеѓу 45 и 50 би дошле само за исхрана и од 7 до 10% би имале трошоци за лекарства, односно за земање на одредени суплементи. Да остатокот, да не зборуваме дека треба да се тука уште земат и превоз, средства за хигиена, облека и други работи. Така да дури просечната пензија е многу мала во однос на трошоците кои ги имаат пензионерите. Пак ќе напоменам дека е многу тешко и многу поразително кога ќе кажеме дека имаме скоро 77.000 пензионери кои живеат под прагот на сиромаштво. И во една прилика еднаш кој спомнавме дека на сите нив треба да им се додаде дури и социјална помош. А што се однесува до начинот на кој би можело да се прави усогласувањето, а да од една страна пак да се намали падот на стандардот, е усогласувањето со 50% трошоци на живот и 50% од порастот на просечно исплатената плата во Република Македонија. Тоа е членот 37 кој 2018 година беше изменет, така да и за него баравме дури неколку пати до влада истиот да биде вратен. Што се однесува до процентите во поедини земји од Европа, процентите се некаде 40-60, некаде 30-70,
во корист на поволното решение. Сега за пример ќе земеме дека просечната плата во јули 2019 година била 25.100 денари, додека во декември 2019 година е 26.836 денари. Истата има пораст од 1.732 денари, што процентуално е некаде околу 6,9%. Значи 50 по стариот член, нели, по стариот закон, 50% од тој износ би било 3,45. И ако на истото го додадеме 50% од последново покачување, односно 0,30 место 0,60, значи покачувањето, односно согласувањето би требало да биде со некој си износ од 3,75%. Се однесува пак до ставот 3 во сегашниот закон за порамнување на пензиите, значи порастот на БДП на 4,1% кај нас не е во моментот можно и на тој пораст не се очекува, со тоа што воведено е најниска загарантирана со Законот за пензијско инвалидско осигурување, имаме воведено загарантирана пензија, значи за сите идни пензионери 10.240 денари им е како загарантирана пензија и таа истата ја примаат негде околу 77.000 пензионери. Опфативме неколку теми, неколку прашања. Ви благодарам за учеството, за одвоеното време. Пред се јас се радувам затоа што сте здрави и како што треба, се е во ред со вас, така и да останете во добро здравје и се надеваме дека повторно ќе се видиме во наредна прилика. Благодариме, исто и на вас ви подсакувам се најубаво. Фала. Почитувани гледачи, бидете и вие во добро здравје, се гледаме до наредно вакво видео издание. Поздрав!